Благодарам, господине Джафери, почитувани пратеници, почитувана колежке Пемова. Во вашиот говор искажавте дилема околу мотивот на предлогот за разрешување на јавниот обвинител, кој што стигна од страна на владата. И таа дилема ја подкрепивте со неколку ваши размислувања. Јас би надополнил околу дилемата која што имате вие и некои мои размислувања, кои што се надевам дека ќе ги имате во предвид и ќе ги искоментирате. Прво, самото излагање и самиот предлог од страна на владата е штур, кус, без аргументи. Истото тоа се случи и со излагањето од страна на заменикот министер за правда, господинот Оливер Ристовски, каде што може да се квалификува повеќе како политички говор, неголи како предлог, полн со аргументи, кој што ќе не убеди нас пратениците дека предлогот на владата за разрешување на јавниот обвинител е оправдан и дека ние тој предлог треба да го прифатиме. Очигледно е дилемата која што искажавте, имајќи ги предвид овие работи, дека всушност намерата за разрешување на јавниот обвинител се крие во судскиот случај Подкуп. Бидејќи тој судски случај го покрена јавното обвинителство, кој што беше предводена од овој јавен обвинител. Тој судски случај е подкрепен со докази, кои што се прибавени преку судски налог, преку ПИМ мерке. На кој судски процес се гледа дека сегашниот премиер бара подкуп додека беше градоначалник на Струмица. И ако оваа власт е доблесна, и ако оваа власт се залага за тоа што заменикот министер го кажа во своето излагање, дека се залага за враќање на довербата во правната држава и владење на правото со еднаквост за сите граѓани, тогаш треба да биде доблесна да го остави јавниот обвинител нова функција додека не заврши судскиот процес Подкуп, за да биде реално и оправдано тоа што ќе биде резултат од тој судски процес. Благодарам. Благодарам. Контрареплика, Весна Пемова.